Може да почне? Може? Ево вака. Значи, каде е трансформацијата, каде е клиниката Филип II, пошто денеска е клиника Жан Митрев. Значи, преводот Филип II беше финансирано од буџетот, вашето работење у бившата воена болница, денеска смена клиника Филип II. Значи, каде е таа клиника? Како мислите финансирано од буџетот? Република Македонија финансираше од буџетот пари за формирање на државна кардиохирургија, така ли беше? Добро, ти ви го разјаснам. Значи, тоа ме интересира, каде, што е со таа клиника, денеска се вика Жан Митрев клиника. Ќе објаснеме одма работата, Така. оти многу луѓе не сакат или сакат повеќе да манипулират со некои податоци, а не со реалните податоци кои постојат и како беа. Значи, 2000 година јас дојдов со една германска компанија за по покана на Министерството за одбрана у тоа време, бидејќи во таа тогашна војна болница имаше многу простор неискористен и беше договор на ниво, нели, како што велите на влада, за отварање на таа кардиохирургија. Знаете, тогаш немаше кардиохирургија, немаше, пациентите сите беа некаде во странство оперирани и тоа беше на некој начин и мојата желба да се врнам назад и да направам тоа што. Значи, како почна? Почна со тој договор меѓу таа германска компанија и Министерството за одбрана, официјално. И се формира како кажам, оделение во склопот на тогашната војна болница, бидејќи немаше друга можност. Во тоа време не беше можно да се направи болница приватна, а и у тоа време нити јас имав таква интенција да правам приватна болница. Значи, ова е сега едно, после толку години, 18 години помина, прв пат некој да ме праша како беше тоа и како стварно се случуваше. И сега имаш ексклузивно од мене да чуеш како тоа беше. И се направи тој договор, каде што германската компанија... Како се вика таа компанија? Паспалцер се викаше у тоа време, потоа таа помина во некои други, ја купи некоја поголема фирма и така. Меѓутоа и тоа ќе дојде. И таа компанија склучи договор со Министерството. И јас бев практично ангажиран од таа германска компанија. Примарната цел, како и јас тогаш гледав, дека ќе дојаме 2 недели, ќе оперираме тие пациенти што се тука, и нели, така беше и од мене замислено, да се вратам од Германија и за мене беше тешко, бидејќи имам веќе деца таму, жена германка и така натаму, значи фамилиарно бев. Меѓутоа, се воспостави на голем проблем во комуницирањето, бидејќи целото снабдување на клиниката, целото по договорот го вршеше таа германска компанија и одеше папиролошки преку Министерството за одбрана. А операциите, по операција ги плаќаше фондот во тоа време, нели, беа во марки, и се направи една цена која беше многу по-ефтина од колку што беше во странство, меѓутоа требаше да се плаќа по операција. И тоа беше големиот исчекор во системот во здравство воопшто, каде што практично целата моја фела у тоа време, највише хирурзите и се побунија, зошто сега од еднашка да се плаќа по... Само да се јавам на запрема. Да? Здраво, ја те потражи, извини што те гневам ка сабота. Види, ја покрај сите други работи, сум и градежник, знаеш. И беше се баеле да видам што се прави таму. Оти преку неделата не може да стигнам. Значи, тие цевки таму што се заменуваат, тоа е од стариот одвод на улицата. И тоа е добро, таму беше пропаднато, имаше таго и тоа е супер. Да.
Не, јас сум на тоа приклучен. Него знаеш што е проблемот? Значи, овие кога го тука изведуваа приклучокот, значи, сега беше и тамо на шахтата да видам, значи, мојот приклучок на целата болница и целата улица што е тука, новата, е пониско, у самата шахта е пониско од оваа другата цевка. Покрај тоа што таа е 30-ка, тамо ти ставаш 50-ка и тоа е, да речем, подобро, нели? Арно, ама тука проблемот си останува, затоа што кога дојде голема вода, те сега, например, шахтата е под вода. И целата цевка, мојот приклучок е под вода, целиот. А во е погоре. И затоа, нели, толку ти одаде тај проект, тоа е паралелно уште една нова, такова, оти тај одвод што е направен, тај е направен пред 30 години, кој е правен булевар. И тога не е имало толку ни згради, ни толку поплочено, ништо. А сега и со натаму што ќе се развива, и оти тука имаме една зграда предвидено, пред нас има друга зграда, тоа сето кога ќе се у некоја блиска имина направи, тоа и за тоа беше приклучокот тука, и за тоа ја го прати овај Злате кај твоите да каже, оти гледам они тука тампонират, прават пешачка зона, а баш тука треба да мине нова цевка, таква, например, пеиска, која ќе биде нов приклучок кој ќе ги собере сите вие води од сега нови постоечките објекти кои не се биле претходно, знаеш. И тука е многу голем проблем, тука е падо, оти цевката е тесна од една страна, ама и самите приклучици се направени, оти нема пат, пониско се од ово што е тако. И од двете страни е проблемо голем. А они тамо тоа го санират, тоа беше пропаднато, имаше како кникување и тамо уште повеќе се задржуваше водата и нели како што е и слабе падо исто така, од тука, од нашиот приклучок до Илинденска е падо негде метар и 20 или метар и пол. Значи може да видиш колку е, на 500 метра е тен минимален пад. И тамо имаше дури пропаѓање на тие таквото. И затоа овај проект е дадено со бетонски да се изведе за да може падо да биде по-прецизен. Иначе со тие гумените цевки што се тамо, они пропаѓат, кникуваат и прават, они се добри за добар пат, ама за вакви ниски падови има проблем. Тоа сакам да те замолам да го истераме, оти знаеш дека е есенцијално. Пази, ајде, фала ти много. Ајде, пријатно. Јас, тоа са... Ајде, до тоа може да дојдеме. 1.800.000 им платено комунали. 1.800.000. Кој е платено? Евра или дена? Евра. Зоваме. Да. Само комунали. И се молам сега за приклучок. Тука сега тука комуникација има. 1.800.000 со златни плочки ќе ја плочеше каквото и ќе го решише не само за мене и за сите други. Да ме оставеа ја да го направам. Да. А јас платам и нема ништо. Така да кај застанавме? Значи застанавме за кардиохирургијата во воената болница. И тоа беше договор меѓу тие две компании. И се воспостави во тоа време дека тој принцип на плаќање, бидејќи се дигна отпор од докторите, и фондот не сакаше да го потпише. Значи, компанијата тука ние направивме во тоа време, војната болница негде околу 100 операции. И не ги плаќаш. Жена, шефу мој, мора да се јавам. Да. Па добро, да ја види тога и нешто друго ќе направиш. Ајде. И, значи, компанијата тогаш рече, добро, стоп. Значи, направивме трошкови, они целата опрема ја донесоа, сите потрошни материјали, се живо донесоа за да може да функционира. А министерството
финансираше, ти што викаш државата финансираше, Да. у инфраструктурата. Тоа беа 600 квадрати. Колку се финансирали у 600 квадрати, можеш сам да направиш математика. И у тие 600 квадрати, тоа беше руина и се обнови, направи се по мои препораки, они си го финансираа тоа. Тоалети, собите се направија, една операциона сала и 12 кревети. Тоа беше финансијата од државата, од одбраната. И се случи тој договор, се донесе целата опрема и сето тоа и направивме 100 операции. Имаше како тоа, шо имаше у тоа отпор од сите. Добро, и компанијата рече добро, не бива. Не ќе да подпишат назад. И јас се вратив назад у Германија. Меѓутоа, тогаш се случи голем бунт па од народот. Луѓето, пациентите, се побунија, имаше од новинарите, од како тоа што, бидејќи првата операција тогаш беше исто спектакуларна, ги пуштив сите новинари да влезат во сала. Имаше преку 30 и кусур новинари, сниматели која снимаа првата операција директно уживо. И се побунија, беше така голема фрка и во тоа време ме повикаа назад да се договореме за како да работиме натаму. Мојот услов тогаш беше добро, ако сакате да работиме, мора и тогаш уствари се роди кај мене, бидејќи видов дека било кој друг начин нема шанса да функционира. И тогаш јас го поставив услов. Добро, јас ќе се вратам. Се што е, бидејќи се што беше донесено од германската компанија, беше внесено преку Министерството за одбрана. Во тоа време, тоа беше негде околу 2,5 милиона марки. Тоа беа многу пари. Тоа марки беа. Не знам да си заборавил. Не сум. И тоа беше се долг на Министерството према таа германска компанија. И јас реков, добро, јас ќе се врнам, меѓутоа, вака не може да се функционира. Тоа беше хорор, со администрации, со набавки, со не можеше да се увезе лек, основни есенцијални лекови. Сето тоа ништо немаше у Македонија. Немаше ни една фирма што можеш од неа да купиш лекови што у тоа време беа потребни за нормално функционирање на една кардиохирургија. И јас реков, добро, еве, ќе се договориме, јас ќе го преземам долгот од компанијата германската. Се што е тука донесено, јас ќе го исплатам. Меѓутоа, јас ќе регистрирам фирма, вие ќе ми дадете тај простор што го има во тоа, ќе регистрирам фирма, болница, и на тој начин јас самостојно ќе функционирам директно со сите обврски према држава, према болницата, имавме договор за одржување, за грејење, за струја, за ова, за она. Значи, сите тие обврски кои беа прилично големи, ќе си ги плаќам. Сите обврски према државата во однос на ДДВ, на вработени на чудо, јас ќе си ги презеам. И целата обврска, што е од Министерството за одбрана, према германската компанија, јас ќе си ја платам. Ќе си ја отплаќам. И тоа така беше. И така се роди, всушност, можноста да се направи приватна болница. Филип II. И тогаш се роди практично Филип II. Како стигна од трансформација клиника Жан Митрев? Значи, ќе одеме Тоа ме интересира. Ќе одеме натаму. Значи, нема никаква трансформација. Од тогаш до сега е исто. Само се промени името. Зошто ќе ти кажам и тоа? Значи, од тогаш никој тоа до сега го нема спомнато. Сите тргнува тоа, државата му даде на него. На мене државата ништо не ми даде. Бидејќи јас го преземав долгот и го отплатив тој долг. Комплетно. Комплетно. Тоа беше еден од условите за да смеам и да можам да регистрирам болница. Ги преземав вработените
и ги вработив како надвор од буџетот, и ги вработив и јас ги плаќав натамо до ден денеска. Тогаш беа 20-тина, сега се 300 вработени. Натамо го инвестирав у инфраструктурата на таа војна болница до лани, кога ми заврши договор, инвестирав 8 милиона евра. Државата во 2012 година ми направи тендер, каде што после истекот на тие 10 години ми објави тендер на просторите кои јас бев внатре. И ми донесе конкуренција, така? Не ми донесе конкуренција. Али отвори можност да дојде некој друг. Да, ми направи така, еве, можеш да ти го дадам да го прочиташ, како беше тендерот. Тендер, еве, тоа е оригиналниот записник од Министерството, кој имаше услови, меѓу кои да се направи и 1000 операции на срце. Тој што ќе конкурира. И нели требаше да конкурира демек Систина, ама у тоа време немаа шанси, они не можат у 3 години да направат 1000 операции или у 5. И покрај другото имаше и услов да се развие детска кардиохирургија. И еве кој се јави. Се јави како мој конкурент Рес Хумана Центар за урологија. Со поликлиника, со еден уролог. И она конкурираше на овој тендер за кардиохирургија и Министерството за здравство тоа го прифати и гледа го тендерот. Значи, требаше да се почне од 23.000 евра за кирија, а гледај 75.000 беше првото надавање на Рес Хумана. Првата понуда. 75.000 кирија на една уролошка амбуланта, која нема никакво право да се јави на ваков тендер, бидејќи нема дозвола за таква работа, не е кардиохирургија, нема шанси да ги исполни условите и така натаму и така натаму. Значи, со ДДВ ми направи од 2012 да плаќам по 100.000 евра. Вие ги оставивте нив со 75.000 да ја прифатат, да победат на таа лицитација, така? Не, јас морав да ја прифатам. Добро. Бидејќи јас таа цена моравте да ја прифатите. Да, јас ја прифатив цената од негде скоро 100.000 евра месечно кирија. Така да од 2012 до сега имам негде околу 5 милиона евра платено кирија на државата. Продолжив да работам таму. Мораше, кога ја направив новата болница, требаше тамо да прекинеме и требаше да се раздушиме со државата. Значи, јас поминав 2016, уште цела година тука јас работев, комплетно се поминавме, комплетно сите, тамо немавме ништо веќе, оставивме целата опрема што е тамо и целата инфраструктура. И уште цела година плаќав кирија, додека државата, тоа е администрацијата, сакаше да го најпосле да го прекинеме тој договор. Проценката што ја направија за нивна проценка, официјална, со сите проценители, за тоа што го оставате таму. Дел што го оставам тамо, во кој книжевно по фактури имам инвестирано 8,5 милиона евра. Они го проценија на 2,5 милиона. Од тие 2,5 милиона, 1 милион, милион и пол ми одбија на тоа затезни камати, последните месеци што не плаќав кирија, бидејќи требаше да се раздужиме. Остана уште 1 милион да ми дужат. Збориме се у евра. И тој милион напишаа против сите закони и прописи, и правила, и економии, напишаа дека заради тоа што го раскинувам пред време договорот, за тоа е оштета. Плаќате пенали. Еве. И сега ти ми кажи на мене, кој на кого дал и што сум ја од државата добил. Бидејќи
Тамо сум инвестирал во таа зграда и инфраструктура 8,5 милиона евра. Тамо имам оставено супер модерен компјутерски томограф, ангиограф комплетно, 2 операциони сали, интензивна нега. Значи тамо сега треба стоje веќе 2 години. Никој не работи. Никој не работи, сигурно се тоа ќе пропадне и веќе е пропаднато, а требаше само малку да се обнови нешто према намената која ќе беше за државата. И тоа се уште е најмодерниот оддел од било каде во државата, било кој место. Има ли име и презиме и одговорност за тој што го закочи тоа? Или целиот систем? Целиот систем види како се менува дали влади, дали секојаш јас бев ставен на нишан и секојаш се знаеш, ако погледнеш целата историја на овие 18 години, секојаш бев така непожелниот елемент. Така да кажам, и до ден денеска имам таков третман. Значи се уште не е овој систем прифатен од државата. Значи уште не е сега имаш проблем некој и сакаш да доеш тука, не можеш. По правило, нели имаш избор, и слободен си да одлучиш, ама си лимитиран со финансискиот дел, бидејќи тука државата ништо нема да ти плате, освен ако треба да се оперираш срце. Така да, сега од само овие податоци можеш да заклучиш што сум јас земал од државата, а што сум дал. Сакате да кажете дека ова е потполно 100% приватна клиника, Жан Митрев збориме. Апсолутно. Дека овдека имате инвестирано 100% ваши средства или на ваши партнери. Апсолутно. Не знам дали сте сами во клиника Жан Митрев. Сега сум сам. Порано бев, како што реков, со таа германска фирма, додека не се отплатив, бидејќи они го ја изгубија довербата во државата и не сакаа понатаму да се изложуваат на ризици, а јас се борев да го спасам образот и да нели, барем ги отплатам за тоа време која влегува со мене и ми верува и фала Богу, без нив немаше шанса тоа да го направам во тоа време. Меѓутоа, после тоа се полека, нели, првите 3-4 години беа многу мачни, ама успеав да почнам да функционирам како што треба. Меѓутоа, без нив немаше шанса да функционирам. Кога преминавте овдека, лицитиравте и за земјиштето на кое се наоѓа клиниката. Минатиот пат кога бев во посета зборевме на таа тема. Ќе ти ја кажам натаму целата историја, нели ми праша зошто името. Значи, целата структура на формирањето на болницата беше вака и мислам дека ти е јасно. Името Филип II јас го донесов од Германија, бидејќи во тоа време, знаеш, носталгија, се бавев многу со тоа покрај другите работи, ме интересираше тој проблем околу Македонија кој настана и тамо по Германија, по тие библиотеки, почнав да зимам некои книги, да читам, да се информирам, бидејќи не знаеме ништо ние, сите учееме некоја историја, нели? И така дојдов до некои сознанија мои, лични. И кога требаше да се даде името на болницата, јас го дадов тоа име, бидејќи во мене беше тоа родено како име, како визија. Во тоа време на луѓето ме прашува зашо, кој е тај Филип II, дали е тоа син ми, дали он се вика така. Не знаеа луѓето воопшто што е. Дури после тоа некои големи политичари кои стана, не знаеа што значи тоа име. После тоа име може би направи некое друго влијание, меѓутоа јас во тоа верував во тоа време. Меѓутоа, ако ми ги направија сите вие ујдурми, во мене ви дојде преку глава од Филип II. Не го умре тоа име. И го изгуби значењето. Бев
како да ти кажам, бев повреден, бев ранет, така. Ве дискредитира. Да, буквално. И го изгубив. Она што во кое до тогаш верував. И 2011 го купив ова место тука. 2011 беше тоа објавено на тендер и како секоја година, како секоја државно земјиште, знаеш, што има своја цена. Почет. И во овој дел државната цена тогаш изнесуваше некој, не ме држи за збор сега точно, од 25 или 30 евра. Која државата го продаваше и продаваше, се сеќаваше усред центар, продаваа за 25 евра квадрат. Кој е градушно земјиште, наменето за некоја градба, нели? И 2011 тогаш отидов во Министерство за транспорт и врски да прашам колку е сега земјата за државна земја тука во Карпош и ми рекоа негде околу 30 евра максимум. И добро, и јас се пријавив на тендерот. Во тоа време немаше друг заинтересиран, ама така беше, мораше уште една фирма. Па јас најдов уште една фирма да даде, тоест јас платив сите тако за да даде понуда, бидејќи мораше барем една лицитација да има. И пази што се случува. Значи, на денот пред лицитација, значи, утре е лицитација, а денеска одам кај, нели, и прашувам колку толку, околу 30. Вечерта има влада и владата одлучува ова место да се продаде 200 евра квадрат. Тоа во историјата на Македонија не се е случило да се продава државно земјиште за намена за болница. Владата на Никола Груевски. Така. 200 евра квадрат. Така да, јас се појавив на лицитацијата, бев на лицитацијата тогаш информиран дека ќе биде 200 евра квадрат. Што беше прво голем шок, бидејќи е суштинска разлика. Што значи таа порака од владата? Таквата промена? Да си одите од Македонија? Види, пораката беше јасна, бидејќи во тоа време се формира една друга болница, која требаше да практично на која ја избориме за Систина. Така. И во тоа време, ако знаеш, значи тоа се тука случува. 2011 е ова, да. А 2010 почна Систина, нели? 2011 е купувањето на земјиште и најава дека ќе правам голема болница. А 2012 беше тендерот за земјиште. Не за 2011 за земјиштето, а 2012 за моите стари простори. Значи, да, таа лицитација на која 75.000 100.000 треба да се лицитира повторно. Така. Добро. И 2011 значи беше дилемата сега што да правам. Дали да се предадам или да одам напред. И 2011 јас се пријав на тендерот, викам колку кошта. Нека кошта. Ќе го купам. И не бев спремен за толку сума, скоро 2 милиона евра беше само за земјата, гола земја. Без комунали. Ништо, без комунали. И го лицитирав, нели, немаше друг, и 210 евра се фати, за да го платив целото. И кога требаше договорот да го подпишуваме, ми направија договор, значи ќе ти го покажам, во кој од купопродажбата максимум 9 месеци имам време за да почнам со градба. Пази, да почнам со градба. Так, или пропаѓа. Или ќе ми го земат тоа, а нема да ми ги вратат пари. Замисли у Македонија да почнеш ваков објект, да ги поминеш сите дозволи од сите можни министерства и за 9 месеци да почнеш да градиш. Значи треба да го направиш проектот, да биде одобрен,
да биде ревидиран, да биде со сите тие РНАЛ институции што треба да се исповрзат. Така. Од струи, води, од не знам што се екологии, чуда. Сакате да кажете дека намерата беше оваа клиника да не се изгради Не, ти тоа го заклучуваш. Јас само ти кажувам фактите. Добро. Значи, Па сте биле притеран до зид. Значи, за 9 месеци од купувањето на просторот, јас успеав да направам објект, да направам план, да ги не знам како избоксувам сите дозволи и да почнам да ставам там камел темелни. Да почнам со град. Така да е. За да го Да испочитувам ги тој рок, исполниш услови. кој не беше, не знам, теоретски возможен, ама тоа го успеав у последните 2-3 дена. Ама дем неа дека нема да... Сега. Беше исто голема работа. У тие 9 месеци, нормално, од кога ќе добијам дозволата за градба, морам да ги платам комуналиите. Комуналиите, значи таа болница во тоа време, приближно како и ова, бидејќи помина неколку модификации, планот, беше околу 20.000 квадрата. И во тоа време, ако се сеќаваш, владата во тој баш период донесе еден закон во кој се ослободуваат сите инвестиции од комунали, хотели, живинарски фарми, не знам, било што ќе правиш, беше символично. У центар се правеа хотели со 5 евра комунали по квадрат. Исклучиво не се ослободи само градење на болници. И јас платив 185 евра од метар квадрат. Приближно уште 2 милиона евра. И тоа ми беше тука најголемиот проблем, бидејќи 2 милиона земја и 2 милиона комунали. Многу кратко. И морав да барам кредити. И у тоа време, со тие констелации и пораките кои се дадеа, А кои беа пораките? И па секој нормален ќе сванеше што беше пораката. Немаше банка што ќе ми помогнеше у тоа време. И до последниот момент, значи, имаше рок, кај што мораше да платам. Од каде? Што да направам? 2 милиона не е да ги извадиш од джеп. Значи рок за почеток, рок за комунали да се платат. Да. И ќе ти ја кажам една случка која прв си ти што ќе ја чуеш од мене. Значи, у тоа време ми е било најтешко у животот, без никакво претерување или не знам како. Значи, прв пат сум се нашол, тогаш сам со себе, дека искрено сум се покајал што сум дошол и дека сум готов. Значи, имам 100.000 евра за плаќање секој месец у другиот дел. Кај што не работите? Кај што работиш у тоа време. Ама подоцна не работи, а Ама плаќате. тогаш ти викам, тоа се дешава 2011-2012, тај период. Така. Значи, од една страна кирија, од друга страна веќе кредит за земја, гола земја, ништо нема на неа. И сега од кај 2 милиона? Од кај? Од кај? Кој ќе ти ги даде? Нема кој. Се можни банки, ова, она, се. И седам сам со себе и си викам каков кретен си ти, што дојде тука, да се расправаш со сето во. За кого? За да оперираш луѓе, за да ги враќаш у живот, за да, нели, правиш нешто што не постое, што го немало до сега. И што од сето тоа? И тражам преку еден пријател телефона на Хари Костов на Комерцијална банка. Уште кај него не беше. А него не знам човеко, нити сум го видел у тоа време, нити го знам вака лично. И јавувам се и викам, може ли да еден состав? Тоа ми беше веќе после, викам, ај, него да го правам, викам,
утре е роко. Утре до 12, како америчките филмови. И одам денеска, значи, одам со него, со останок и викам, и објаснувам што е работа, тоа и тоа. И викам, требат ми 2 милиона подитно да платам комунали. Не знам, викам, како би. Викам, се живо во тоа време повеќе беше соработуваш со Стопанска банка, со овие НЛБ банка, тие ми беа, да речем, повеќе. Со нив немавме никаква ни вака некоја соработка. Викам, не знам како ќе иде. И човекот вика, добро, вика, утре ќе имаш 2 милиона на сметка. И ја излезе си од канцеларијата и викам, нели, знаејќи ги сите до тогај процеси, молби, објаснувања, бројки, ти рекол ми рече, викам, да, викам, добро, изгледа човеко му е незгодно нешто да ми каже, па, не, за да ме маане, добро, ќе имаш, па утре ќе ми рече некој, знаеш, вака беше, така беше, во треба, но немам ја рок, немам време, еве и да имам се до тоа. Утрето се бајале, трче мојата, што беше тоа, вика, имаме на сметката 2 милиона препадено. И веруе ми, во животот прв пат сум се наежил целиот, онака, како ти поминат морите и сега ми наежил кожата. Не можеше да верувам. Тоа беше последниот ден. У 12 сато ние уплатиме за... Иначе ќе ми ја земеа земјата. Разбираш? Разбирам. И после тоа го имаше и у бомбите. Не знам дали го тоа чу. Дека они веќе што имале план, дечките. Сега да ти кажам, тоа беше, да кажам, почетокот на раѓањето на новата болница. И јас на Хари Костов му се заблагодари јавно, кога беше отварањето, дека без него немаше шанси тоа да се случи. Бидејќи едноставно така беа констелациите да не можеше ни теоретски да се случи. И ја мислам, светското банкарство никој не е дадел на некој 2 милиона на Жими мајка. Буквално, да. Без никакви... И јас не знам таков пример. Така, и ја не знам. И на било кој да го кажувам, исто така нема да верува, бидејќи се банкари, они другчие гледаат, другчие размислуваат. И документите ги правевме после цел месец. Нели, тие подписи, нотари, чуда, ти рекол ми рече. А јас веќе бев дужен 4 милиона. А уште тема. А немаше ништо. Зелена пољана. Ништо. Али го фана роко за да може да не ми ја земат земја. Да. И после тоа се договоривме, добив и кредити од комерцијална и од другите банки со кои соработував и веќе можев да почнам со град. Во вашето соседство, тоест ведност до вас има земјиште кое е купено баш од собственикот на Систина Орце Камчев. За колку е продаден? Дали имате информација? Значи, информација имам, меѓутоа не ме држи за збор, бидејќи не сум видел тоа, се зборува дека е меѓу 30 и 40 евра. Не е 210. Не е 210. Купено е не знам колку години веќе стое и никој не му го е земал до сега. И тоа е тоа. Тоа го сметате како порака од бившиот премиер и неговиот браточет Груевски Мијалков. Тоа ти си го... Не, дали го сметате вие како некаква порака или не? Па, пораката беше повеќе од очигледна. Не порака, тоа беше... Нели? Шо беше, ја не знам. Со нив немавте комуникација? Па имав у тај официјални одел дека, нели, која и викав, тоест која они викат дека ги молев, нели? Зошто само болница не се ослободува, која болницата е нај, да речем, обществено важна во однос на, нели, на луѓето, многу поважна него хотел некој или не знам што. Меѓутоа таква била одлуката на владата. Јас не сум во Македонија кога градите болницата и кога ја пуштате. Тоест,
мислам дека бев и дури во притвор кога почнува со работа Жан Митрев клиника. Да. Дојде ли премиерот на Не. отварање? Никој од нив? Не. Никој од владата? Не, од владата имаше не дојде Груевски, не дојде Мијалков. Министеров и Мијалков не беше. И министерот за здравство Никола Тодор. Тодор, да. Ало? Кај си бе, златен човек? Кажи бе, како си, добар си? Да. Абе има тежок ендокардит, миокардит и има сепса со мрса. Мрса, знаеш ли што е мрса? Знаеш, нели? Така. Значи 2 недели ја лечиле на клиника на кардиологија и со септичен шок ја примаме вчера. И сега е на нели оново што го прави. Испирање на крвта и па има шанси. Вака имам излечено повеќе и тоа се вакви млади некои деца. Така да единствена шанса е тоа, знаеш. Така да знаеш дека можеш после да поминеш, да видиш. Важи. Ајде ча. И да, значи, тоа беше така. Тоа се факти, значи без тумачење, без се што збореме сега се чисти факти. А кој сака нека и тумачи како сака. Така. Каков е вашиот однос со Фондот за здравство? Значи, имате ли комуникација? Еве Ден збориш Дончев. за порано? Не, за сега ме интересира, за порано знаем. Значи сегашниот однос со актуелната влада. Порано беше односот тотално игнорантен, како да не постоам. И само доваѓа одлуки нивни, кај што негде скоро од 2010 до 2017 буџетот беше намален за скоро 50%. Во исти тај период го укина буџетот кој го имав за детска кардиохирургија и кој си го работев на некој континуитет, го укина со едностранна одлука. И на било кое барање, малте не, како да беше да зборуваш со зид. Сега, кога дојде промената, фала Богу, имаме комуникација. Значи, имаме разговор. Што конкретно тоа значи? Конкретно значи, види, има реални проблеми во Македонија. Еве, слушаш. Значи, има, конкретно случај вчера. 2 недели лекувана пациентка, 20 годишна, на клиника, кај што во тешка сепса значи тровање на крвта со бактерии, од најтешката можна бактерија, тоа е мрса, мултирезистентен стафилокок, која обично живее во болнички услови, во нечисти болнички услови. Значи, како е дошло и што е дошло до нејно заразување на тој начин да добие бактерии во крвта од таа бактерија, обично е 100% смртност. И сега, вчера, ја примивме од ургенции на сите можни луѓе кои се уклучи во тоа. И трагедијата сега што е? Например, фондот тоа сето не го признал и не го плаќа. Колку чини таа интервенција? Значи, таа интервенција нема цена. Значи, такви пациенти со такво воспаление на срцето и на целиот организам практично, се праќале во странство и друг пат, и порано. И една таква интервенција во странство, мислам само приемот на пациентот, фактурите кои ги има плаќано фондот се по 250.000 евра и натаму. И обично пациентот умре таму. Ама тоа е во странство, знаеш, тоа е во Германија, во не знам каде, и тоа се плате. А за тука, тука не може. Барем беше така до сега. Колку чини тука? Тука
тоа што го сега плаќат тоест фамилијата, покрај сите, да речам, трагедии, емоционални и секакви други фамилиарни, сега требат и финансиски да бидат 8.000 евра кошта. Неспоредливо е, нели, било каде, само 20.000 евра ќе кошта транспортот на таа пациентка било каде во странство, а тамо или ќе умре по пат, или ќе умре следниот ден додека ја примат. Сакам да ти кажам, има реални проблеми на луѓето кои ние ги решаваме. Меѓутоа, има една многу горчлива ситуација, бидејќи пациентот или фамилијата, конкретно тај пациент, тоа е таткото на пациентката, е моја генерација со која сме учили заедно гимназија. И сега замисли. И сега он дојде кај мене бара и финансиско олеснување. А то не е релацијата меѓу мене и него за финансии да зборувам. Тоа треба службите да се тоа треба да си го прави некоја осигурителна компанија или фондот во овој случај, бидејќи меѓу пациентот и оној кој ја дава услугата треба да има трет, тоест да биде осигурањето, како што е сегде во светот. Меѓутоа, до сега не беше така. Се надевам дека сега целата ова нова констелација сваќа дека ако сакаме во Европа, сакаме во Европа сите, ама со правила на игра кои се европски. Не можеме ние правилата на игра и у здравството, која е една од најосетливите теми, да модифицираме или ние да измислуваме нови правила. Не сме ние најпаметни. Значи, треба да го прифанеме услово како што си е, како што функционира цела Европа. Значи, бидејќи са секојдневните случувања катастрофални и е пример за минатата влада. Они можеа многу да покријат, да контролират и така, ама се случи една тамара и не можеа да ја контролират. И таа тамара практично ги бутна. На еден начин. За жал, едно дете кое си плати со невин живот од една таква администрација или да кажем таква неорганизација. И тоа е тука голем проблем. Голем проблем за сите нас, бидејќи јас тоа го велам. Секој од нас утре може да биде пациент, кој ќе биде во тешка загрижувачка состојба или некој многу близок него. Значи не знам како и не знам сите тие луѓе кои доаѓаат, јас до сега со сите министри кои се биле на оваа Македонија, сум бил некоја контакт, релација и со сите до сега. Освен со Тодоров. Ма и со Тодоров, со сите. Значи сум пробал... Ама имате прекина комуникација. Види, или недоразбирање. Различен вид на комуникација. Неговата комуникација беше таква како што беше према мене. Меѓутоа, без обзир на тоа како ме третира, јас пробав да го воспоставам барем тоа нормалното, бидејќи кај мене доаѓаа пациентите и фамилиите да молат за операција, а они тамо не ми дозволуваат буџет. И сега како да го направиме сето тоа? Дојдат пациенти обични, од каде ќе изваде он 5.000 8.000 евра да плати? Од никаде. А плюс дојде у акутна состојба. Значи човекот чисто здравие до вчера бил добар, работел на нива, нели? И му се случува нешто сериозно, му пукнува аортата, не е он крив за тоа, така ли? И сега или операција, или ќе умре. Знаеш ли колку такви операции имам направени? Илјадници. Илјадници. Значи, едноставно што да направам? Да го оставам? Да умре и да, нели? Прво не можам, затоа што имам совест. И сум го правил и го правам и до ден денес. И ова девојче сега го плаќа минималното, минималното колку некако да го покриеме само материјалниот трошок. Не е уопште тоа економска или исплатлива или
нели од која ја нешто ќе заработам. Напротив. Дури многу од тие случаи не само што не сум наплатил, него сум потрошил илјадници. Така да тоа е тоа. Тоа е мојо секојдневна релација со моите пациенти. И затоа твоето пишување ме болеше, кога не ме знае некој. Се затвори клиниката спрема мене, јас сакав да дојдам во Да, август. добро, сакам да ти Тоа го кажам. расчистивме минатиот пат. Кога не се знаеме како ја функционирам и што правам за луѓето, бидејќи сите тука се уште за жал државата вика ние на него му даваме буџет. Јас извади вчера специјално за тебе. И ќе ти го дадам тоа, кај ти да си го анализираш колку сакаш. И знаеш, многу е важно кога нешто се зборе, да се зборе со факти, а не на рекла казала и на дрндрнјарина. Види ги годините, сите години. Плавото е буџетот што го добивам од државата за операции на срце. И гледаш сега, 2009 и како оде натаму. Сите години. Точно. А црвеното е колку пари, се е тоа у евра, милиони, колку јас плаќам директно на буџетот на државата, по основа на ДДВ, само по основа на ДДВ и по основа на придонеси за вработените. Еве колку е. Значи, кога ќе го успоредиш у проценти, од 100%, 72% у 2014-15 веќе е помалку. Значи, тука отие најголемата инвестиција, односно купување опреми чуда. Меѓутоа се уште 40%, тука е 70%. Она што ми го плаќа државата, гледај колку сум директно вратил назад. И со таа разлика, јас сум правил за фондо 1200-1300 операции. Што значи, кога ќе прерачунаш у пари према операција, тука ти са бројките, разните операции кои фондо ги плаќа со таа цена, кога израчунаш колку директно плаќаш назад по основа на сите тие давачки, директно у буџетот на државата, еве ги цените кои ги плаќа фондот за една операција, кои не постојат нигде на свет. Не постоje вакво нешто. И ако ми најдеш каде постоje, они истата цена ја плаќат и на државните. Можеш да замислиш. А на државните плюс имат, не плаќат ни ДДВ, ни плюс имат опреми купува и државата, министерството, не знам кој, платите и ги плаќа фондот. Математиката е, реалната. Да. Така да, кој на кого и што дава? Јас обстанувам, значи ја го субвенционирам се тоа, за да можам да го одржам целиот систем таков, да можам тие 300 и кусур пациенти да ги одржам, да ги задржам. И со приватни пациенти, фала Богу, што имам приватни пациенти, кои доаѓаат од странство, од пошироки округ, можам да го одржам целиот овој систем. Таа е математика, тоа е сето, тоа е званични податоци у финанси. Ова сето треба тие што се сега одржаваат да речат, вау, чекај да видиме како да направиме и другите вака да функционираат. Да, она што ние ќе го дадеме, малте не целото да го земеме назад у буџетот, а ние да работиме и да привлечеме од странство уште да донесеме додатни пари. Клиниката Жан Митрев користи лекови набавени преку ваша веледрогерија, интерна, Филафарм. Не тендерирате, не правите јавни набавки, зошто тоа е така? Значи, тоа е исто една историја, ако сакаш ќе ти ја раскажам. Сакам да ја раскажете. Значи, уште тоа негде 2002-2003, или сите овие мокници дојдеа темек да преку нив да оде снабдување. И еве сега, например, со Зегин,
имам еден спор што трае веќе 15 години како резултат на нашето судство, кај што во тоа време Зегин увезуваше, тоест јас купувам од Германија директно, меѓутоа папиролошки како болница не можам директно да купам. Збориме за фентанил. Збориме за се. За се. Пошто го имаше фентанилот, тој е еден од најконтролираните лекови на светот. Имаше спор во Македонија за фентанил. Не, зборам за се што беше потребно за болницата, од лекови, фентанили, се живо што. Значи не може болницата ден денеска сама да купува директно, него мора да има веледрогерија која ќе увезува. И значи јас имав лично договори со контакти со фирми кои од Германија испорачуваа за болницата. Меѓутоа, папиролошката работа, тоест увозот, царина, ДДД, ова, она, значи треба да го направи веледрогеријата и да ми го испорача на мене. И што се случи? Значи тие фирми кои ми испорачуваа на мене директно, значи се јавува Зегин како увозник, па потоа Зегин на мене ми фактурира, јас му плаќам на Зегин и он плаќа на тие германски фирми. Он не плати повеќе од 2 милиона марки во тоа време на тие добавувачи. Или како правиш? Ако треба да плати 50.000 марки, он плати 10 или плати 20. Па 2 месеца не плаќа, а јас му плаќам на него. Значи, целата релација оде до него, а од него натаму не оде. И овие реагираат другите, како не ни плаќа вамо та. Половината од дуго и они престанаа да дистрибуират, да ме снабдуваат мене. Единствен потрошач у тоа време бев јас за сите тие материјали и лекови. И половината од тоа они престанаа, веќе тие фактури некои беа застарени, 3 години поминати, значи половината од тај дуг скоро 1 милион евра. Другата половина јас го преземам правото да го тужам, да тие ли са мои пари, да ми ги врне пари. И до ден денеска трае таа процедура. Меѓутоа, покрај тоа што ми направи штета со тие компании, со кои имав добри релации, морав да основам веледрогерија Филафар. И тоа беше големо патешествие. Да ти кажам искрено, тоа па беше посебна тема. Кај што сите овие големите веледрогерии кои ги тендерираат и кои контролираат просторот до ден денеска, имаше голем отпор за сето тоа. Прво да регистрирам, да не дам и така. Потоа, таа веледрогерија почна да увезува од други или со многу фирми од тие што имав добри односи, не сакаа веќе да работат со мене. Вика, па со нив јас пробав да ги изгледам рачуните, да можам да доплатам нешто, да ги и така. Значи, да ги убедам дека нели не сум јас, не го тужам и тие пари ќе ги врнам, ако го добијам. Нели, до 15 години кој ќе да чека. Малку потешко. Така да, сега да ти кажам, тоа почна и после беше мачно целиот тај процес на добивање дозволи, регистрација на лекови, ама беше единствено можно затоа што тие другите веледрогерии немаше кој друг тие лекови да ги користи, да ги троши, или затоа и нема директно толку интерес да ги регистрират, бидејќи па на мене мораа да ми ги продават. И на тај начин успеав таа веледрогерија да направам да функционира практично за мене, и до ден денеска така функционира. И тенденцијата е натаму исто така, бидејќи тоа е веќе со години така функционираме, затоа што маржите кои требаше да ги плаќам на тие веледрогерии, немаше шанси да обстанам јас до сега финансиски. Значи, гледаш ги математиките. Сега да ми кажете дека со Филафарм имате поевтин германски лек, отколку ова што се користи лекови на клиники. Апсолутно. Не само лекови, него и
И опреми, и потрошни материјали. Потрошни материјали и се. Значи, и то у пати, не у проценти. И на тај начин ја можев да финансиски да обстанам со сето ова што го гледаш како реалност. Значи, не е то така да тај механизам на работа до ден денеска е така. Иначе и денеска да работам ја сам со овие фирми што се, значи за 3 месеца треба да затворам болница. Финансиски нема да може да издржам, бидејќи цените и целиот начин на кој се функционира, бидејќи не е едно е цената, друго е у секое време треба да имаш сето тоа што ти треба. И јас имам сега во текот на годините створено негде над 1 милион евра, значи материјали и лекови кои ми стојат како резерва. И континуирано тие ги трошиме, а континуирано други набавуваме. Значи на државната кардиохирургија се користат понеквалитетни лекови за поскапа цена во однос на тоа не знам. она што иде. Не знам што користат. Па тоа е мој заклучок. Добро, јас не можам да кажам што они користат, бидејќи не знам. И како знаете. Сигурно знаете. Добро, не можам да кажам. Нема да инсистирам на Не можам да, бидејќи не сум видел што прават и како користат. Следното прашање е дали е точно дека барате купувач за клиниката Жан Митров? Значи, а да останете менаџер кај новиот, евентуално кај новиот собственик. Значи вака. Еве од Дубај дали имате понуди, например? Понуди имав и неколку пати од Систина, значи Бадем, тоест у тоа време кога ми беше најтеže, дека да не се секирам, они тука се ќе ме преземат и ќе да не бидам јас бизнисмен, него да бидам доктор, они. Добро. Значи понуди има континуирано и нон-стоп доаѓаат некои луѓе, некои фондови, значи таков е тренд у светот да се гледат моќни фирми, интересни фирми кои имат потенцијал за развој, да они влегуваат со додатен капитал, што значи и за болницата, и за меѓутоа за сега немам се уште да кажам нешто сигурно, не барам јас некој да продадам. Не понудиле доволно или не сакате воопшто да продавате во овој момент? За сега да внесувате инвеститор. До сега не сакав, бидејќи сакав да направам, да оформам, да работам болницата, каква што е, бидејќи сите до сега ми предвидуваат дека ќе пропаднат. Тоа е мојот личен изазов, да ги сите уверам, а и јас да се уверам, дека еве нема да пропаднат. И еве јас функционирам веќе 2 години у новата болница, и оваа година ми е најдобра година до сега, и мислам минатата, а оваа година на 2018 мислам дека ќе биде уште подобра. И со тоа, на тебе ти кажувам и за сега, немам потреба да продавам, бидејќи можам да си ги сервисирам сите долгови, можам да платите се покачија сигнификантно за вработените. Има повеќе од 100 нови вработувања минатата година, значи сестри, млади доктори, друг персонал потребен за сето тоа. Лани успеавме да направиме и американската сертификација за болници, што е огромна работа. Што тоа значи? Тоа значи ги исполнуваме сите стандарди на безбедност на пациентот и заштита од интрахоспитални инфекции, како што се сите болници во Америка. Тај стандард во Америка е задолжителен, е законски. И тоа значи дека ние функционираме како болница во Америка, по сите тие стандарди нивни, само што сме просторно надвор од Америка. Колку се точни информациите дека лекари и специјалисти ве напуштаат и бараат вработување на други клиники заради ваша ригидност и нефлексибилност кон нив? Види, тука се поминале многу доктори. Значи,
сите тие што не се тука имат право и дават своји коментари за своје оправдување. Нормално е дека ќе ти кажем еден пример. Например, во едно време имаше еден млад доктор кој тука работеше. И на дежурство, бидејќи тој не знаеше дека сите компјутери, тој е уште во старата болница, сите компјутери се поврзани така да јас можам да видам кој што работи. И на дежурство он на интернет си гледаше нешто што е, нели, културно-забавен живот од другата сфера, да речем. И доби отказ за тоа. Меѓутоа, тој истиот, после тоа имаше и новинари кои го слушаа што, како јас, не знам што сум правил, не знам, 300 работи. Сега ти кажам дека оној кој не може да го прифати овој начин на работа, мислам, ако не може да се уклопи, мора да си оди. Меѓутоа, го спомнав на америчкиот стандард, не сум го ја измислил. Има точни правила по кои мора да се работи. Значи, како мора со пациентот да се разговара, како да се документира, како да се ординира терапија и како сето тоа да е точно запишано со точно време, со подписи, со печати, со се. И ако некој тоа не го почитува, не може да работи тука. Значи, тоа се основни работи. Тоа не е нешто, не сум го ја измислил. Меѓутоа, тоа ја обезбедува следливоста на секој доктор, што прави, како прави, дали тоа што го прави е во ред или не, тоа подлежи на анализи и никој тука нема да го не знам што да му направи. Меѓутоа, ако не се тие работи почитуваат, тогаш тој не е за тука. И јас на никого што ќе оди не му се лутам. Меѓутоа, обично барат и да дојдат многу. Сега примихме една за гинекологија докторка. Од една друга болница примихме добар абдоминален хирург. Значи, не знам кој, од кај мене за сега не е никој отиден. Не знам од каде тие информации. Имате ли статистика на лекарски грешки на клиниката? Грешат ли вашите лекари, вашите хирурзи? Грешите ли вие? Значи, ние имаме и по тие стандарди обавезно мора да се грешките пријавуваат. Значи, и грешките анализираме. Значи, тоа се тековни работи. Ние имаме таков механизам да веќе има 6 фармацевти кои работат исклучиво на она докторите што препишат, они го анализират дали има некоја некомпатибилност со некој лек, или некој лек е предозиран, или некој лек со друг лек има интеракција, па може да дае несакани ефекти. И они имат право да не издадат лек што ќе го они препишат. Бидејќи со овие нови стандарди ние променивме суштински нашата работа. Не може веќе одамна не може веќе докторот да напише нешто, сестрата да го даде. Тоа не постои веќе. Докторот може да напише, во системот доаѓа до фармација, фармација го гледа, го анализира, го знае тој пациент, сите пациенти ги знаат кои се моментално во болницата, ги гледат на досието електронско и гледат колку примал антибиотици, какви антибиотици, колку дена примал и така натаму. Дали ако отстапува нешто од она препораките кои се имат право да прашат, да видат, да го анализират и да, ако видат дека е погрешно, да не го дадат и го запишат. И сето тоа го имаме после у Комисијата за квалитет, за разговор и за комуникација. Нема човек што не греши. Меѓутоа, битен е механизамот на контрола. И механизамот на контрола е оној кој мора да биде базиран на факти. И на база на тие факти луѓето учат. Оти не е некојаш со најдобра намера
може да се сгреши. И најдобрата намера не значи дека е исправна. И затоа еден комплексен систем кој функционира на начин што рефлектира према пациентите, фамилиите и према надвор, една безбедност и сигурност кои пациентите тука осеќаат. За разлика од други болници или државни болници, кај што сето ова го гледаме до какви дизастери може да стигне и во актуелните денови, така наречени странски инвестиции, до какви проблеми донесуваат на пациентите и до катастрофи. Последниот дел од разговорот би го посветил на она околу што и дојдовме во контрадикција јас и вие, па еве се сретнавме да ги расчистиме работите, случајот Шајп Јашари. Да. Значи, вие 8 години имате судски процес по негова тужба, за тој тврди дека има лекарска грешка, нуди и докази, тоа е се на суд сега го повторна постапка. Како вие гледате лично на случајот Шајп Јашари? Види, јас ќе кажам само она што е за мене жално и трагично на некој начин. Тој пациент ние сме го примиле како хитен, сме го лекувале, значи имал акутен инфаркт, преку радијалната артерија сме влегли, тоа е на стандардна метода во последните 15 години која работиме тука, кај што преку неа е ставен стент. И пациентот е, да речеме, фала Богу, жив и здрав до ден денес. Има веќе има травма. Енергија да не тужи. Има травма. Така. Има травма, он се жали дека таа артерија му направила дека му е запушена и дека таа артерија му направила да не може со раката да се движи. И не тужи на, не знам, 100.000 евра още. Добро, амерички филмови, не. Тоа е се уред. По него, ако е... Има травма, има болка која му се повторува на 30 и на 40 минути. Да. Значи, дојде он тука, ние правихме компјутерска коронографија, ангиографија, значи се е во ред. Дури и таа артерија кај што сме правиле коронографијата, не е запушена, него си е отворена. Тој тврди дека нема дел од таа артерија. Значи има компјутер. Значи може има докази и од други клиники. Добро. Сега, друго да ти кажам. И ти беше со мене еден ден. Бев. И сега, денеска имаме, например, од минатата недела, 30 пациенти кои сме ги оперирале, а до сега имам над 10.000 точно тие артерии, значи таа радијална артерија, над 10.000 пациенти ја вадам и ја ставам на срцето како бајпас. Рутински, уназад 15 години. И ни еден од тие пациенти нема проблем со раката, а таа артерија е комплетно извадена. Разбираш? Значи, да е и запушена. Таа артерија нема никакво влијание на раката, бидејќи раката има и други артерии кои ја снабдуват и така е она направена од Бога и од анатомијата, да нема никаков проблем да таа артерија комплетно се извади. И јас тоа го правам секој дневно. И на илјадници пациенти до сега. И никој нема никаква оштетување, травма или не знам што од тоа сето. Сакам да кажам дека секој има право да тужи. Меѓутоа, има факти, аргументи, кај што се гледа намерата. Сега проблем има тука со фактите и аргументите, затоа што се појавува здравствен картон на починато лице од село Рачиново, Шајп Јашари. Значи вака. На суд. Така. Значи и тоа ќе ти го објаснам. И тоа не ќе да има другчие. Значи тој како ќе објасните, така ќе биде емитуван. Да. Значи тој дошол во некое време да си траже документ за не знам што таму. И докторката, неврологот наш во тоа време,
тој пред повеќе години, у системот и излава Шаип Јашари. И она му дава тај документ, арно ама, тоа е нејна грешка. Спориме за господја Илиевска. Така. Исто име и презиме у системот, ама други мати и она сгрешува и тоа е грешка. И адвокатот наш го опишува тоа официјално, дека докторката без да ненамерно издава му друг документ од друг пациент, без да види дека матичните броеви се различни. И луѓето се различни. И луѓето се различни. И без намера. И после тоа ние му издаваме се на него што му треба. Но тоа иде на суд у доказна постапка. Како е стигнато до судот? Значи, он си то собира, он одеше не по Белгради, не тука. Добре да е ишол на други клиники да бара друго мислење. Тоа си Меѓутоа, зошто вашите адвокати тоа го нудат како доказ на суд? Не картонот Значи, на починат пациент. Значи, види, после тоа, од кога се увиде дека е настаната грешка со име и презиме, имаме ние, и затоа имаме сега нови системи уведено на идентификација на пациентот, не само по име и презиме, имаат и баркодови, и матични броеви, и сега ќе уведуваме и прс отисок и така натаму. Баш заради тоа. Е настаната грешка по име и презиме. Ние некогаш имаме 20 пациенти со исто име и презиме. Ама тоа судот го доведува во заблуда. Адвокатот се го објасни, се извини и го напише каде настанала грешката. Значи, не сме тражеле или сме правеле некаква грешка намерна. Зашто тоа води кон злоупотреба на здравствен картон на починат пациент. Апсолутно. Ако е намерно. Тука адвокатот напиша дека е настаната грешка. Од кога се увиде дека е настаната грешка. И зошто вие, например, не прифаќате медијација од клиника од странство да го реши проблемот со вештачење, вие да прифатите и Шаип Јашари и да се... Секој момент. Која е таа клиника? Која сака нека е? Значи, еве, вие сте лекар, специјалист, кажете која светска клиника може да утврди што е што помеѓу вас и Шаип Јашари. Која сака? За да се тргнете од суд. Бидејќи сега тоа влегува во повторна постапка, повторно измачување за сите, дури вашите лекари треба пак да сведочат, што е непријатно. Не, јасно е тоа, кој сака суд да си има работа. Меѓутоа, тука е фактот дека нема никаква намерна грешка, никаква нешто што ние сме му наштетиле на него, да му наштетеме, значи тоа е постапка која се прави рутински на илјадници пациенти. Секој дневно тоа го правиме. И нема никаква било каква медицинска грешка која му е намерно направена или од непажња, или од невнимание, или од не знам што. Напротив. Тој не тврди дека намерно му е направена. Тој тврди дека му е направена тука. Да, ама нема. Значи нема. И било која болница, било кој стручњак што се баве со сето во, е добродојден било кога. Еве, утре нека дојде, нема никаков проблем. Кој да дојде? Кој сака? Епа, он нека си најде. Еве, он се оно ние што му правиме, он вика, неве, ние правиме некоја, не знам какви сценарија, човекот има нешто во главата за цртамо. Значи сакате да ми кажете дека вие би прифатиле стручњак од странство да дојде на ваша клиника во ваше присуство, да, и Шаип Јашари и тоа да го решите? Апсолутно. Утре нека да. Добро. Еве, ќе го порачам ова преку вашето интервју, па ако прифаќа, нема, ако не ќе го следиме судењето, така. Иако судот по мене е некомпетентен да решава за лекарски грешки или не грешки, види, има да прави процени. Има многу што да се истражува у тој дел. У конкретниот случај, значи, ја и морално и одговорно тврдам, дека нема нешто освен позадината штета од 100.000 евра. Друго нешто, како мотив и како дека не постои. Кој, зошто, како му така искрирал сета таа работа, да човекот толку има желба да се обештети од нешто што нема штета, напротив, сме му спасиле живот у тоа време. Е така. Живот со болка не е живот. Види, тука со таква болка. Во овој дел нема такви нерви
кои можат да направат таква болка. Нема. А ако е болката од затворена артерија, ќе треба да му се исуши раката, да му поцрне и тогаш да има таква болка. Значи, ние можеме да има и субјективни работи, у кои не сакам да навлегувам. Како се стекнал со таа травма да има регионален болен синдром? Значи вака. А му се случува после интервенција на вашата клиника? Збореме за медицина. Значи, може да има некој сензација, болка и тоа. Меѓутоа, не може тоа да е хендикеп кој сме му го ние направиле од грешка, која сега него му го пореметува не знам како животот. Напротив. Значи, тоа е, треба да ти ја покажам, игла, пункција, која е многу тенка, многу фина, и оваа артерија е 1,5 мм. Значи, нема можност организамот да действува со таква реакција на болка, што и да се случи тука. Нема. Значи, сега, ние може да креираме, нели, некој, не знам што, од бубалица направи дека има, не знам што. Меѓутоа, физиолошки, анатомски и од медицинска гледна точка, не постои таква промена што може да настане, и затоа ја користиме оваа артерија. Порано се користеа тука поголеми артерии, меѓутоа се правеа поголеми компликации, хематоми, такви работи. Оваа артерија е беззаслена во однос на сето тоа. И затоа се премина сите модерни болници и користат. Милиони пациенти годишно низ цел свет се користат тој пристап. Па у литература, еве гледај колку имам тука, нема опишано дека тој пристап дава таква симптома да тој човек сега стане полуинвалид или инвалид. Нема. И сега Бог да чува, нели, у медицината. Второто прашање на оваа иста тема за овој случај, дали ќе дозволите вие како собственик на Жан Митрев клиника да добијам снимени изјави од докторите Идризи, Илиевска и Јандјушева? Пошто тие се дел од тој судски процес таму. Точно. Види, ние само треба во вај однос да видиме, бидејќи е судски процес и не е завршен, да видиме каде смееме, каде не смееме, да не биде влијание на нешто што... Добро, ќе почекам да се консултирате со адвокати. Така. Би сакал изјави од сите тројца лекари. Нема никаков проблем. Ја не знам, еве, тој пациент не сум го видел, тој не дошол кај мене да се поплаче, еве, гледај што имам, нели? Не сум го видел дека, јас само разбрав дека не тужи. Не го не знам лично, не сум го видел кој е. Значи, јас треба да бидам медијатор и да го донесам да се упознаете. У секое време. Окей. Значи, еве, и ти беше контра мене, па се упознавме. Па уште сум контра. Мора контра, да сум контра да ве натерам да работите подобро. Запознај се со фактите. Окей. Иначе биди контра. Еве трагам по фактите. Така е. Последно моје прашање е политичко. Имате ли комуникација со премиерот Зоран Заев? И ако имате, како таа се одвива? Да, значи, јас имам, сакам или не, комуникација со сите. Не, лично со него, дали имате комуникација? Имам, да. Имав 2 средби до сега. Дали сте задоволен од неговиот однос? За сега прави многу позитивен впечаток, заинтересирање за подобрување и промена у некои сегменти кај што Апла и очигледно има големи проблеми. Меѓутоа, знаете, едно е зборување, друго се дела. Треба да многу лесно е да се кажат некои работи и да се направи од една страна позитивна атмосфера, и тоа го имаме сега за сега. Меѓутоа, треба да имаме и дела, бидејќи времето брзо минува, а проблемите треба да се решават. Така да се надевам, како и многу луѓе сега во Македонија и пошироко, што се надеваме дека ќе дојде до нормализација и да ние сите како држава го фаниме текот према европските принципи на живење и работа и на европските вредности. Бидејќи
Ние сме толку многу близко до сето тоа и се од нас зависи. Има ли од страна на оваа влада тенденција искористеноста во овој момент од 30% на капацитетите на клиника Жан Митрев да расте? Има интерес. И тоа е, мене ме радува. Има ли тенденција? Интерес е едно. Добро, дали има заложби? Значи, ќе видиме што ќе покажат делата понатаму. Значи, нема ништо скришно, нити па има нешто тајно. Има тенденција да бидејќи е очигледна разликата меѓу квалитетот на услугата тука и било каде на друго место, поготово јавното здравство. И таа толкова огромна разлика на само мал простор, да речем, е толку многу очигледна што секој човек би сакал да направи некаква конекција нормална за да може да едни на други да си влијаеме позитивно. За сега, до сега беше односо на две спротиставени квази конкуренции. Значи ова што значи приватна медицина, нели, тоест јас како институција и јавното здравство од една страна и она бизнис медицина што се појави помеѓу време, нели? Сега систинска. И не само. Пошто се појавуваат и други по да, се појавија од она турскио да речем конвој на така наречена бизнис медицина. И сето тоа сега се веќе искристализира, веќе сите и малите деца веќе знаат што е што, нели? И сега треба државата луѓето внатре да го препознаат сето тоа, да го стават у функција на граѓаните, кај што директно ќе осетат. Нема логика, види. Која е логика да Македонија во овој момент има над 10 милиона евра што ги плаќа за трансплантации, за не знам вакви тешки состави, кои истото тука може да го правиме, тука не може. Која е логиката? Значи, тие пари се изнесуваат надвор, се фрлаат, да не кажам со други зборови, и добро, на некои пациенти може би и се помогне, на некои не баш. Ама, од сето тоа државата нема ништо. Го нема ова. Го нема резултат. Нема нови вработувања, нема нови луѓе кои ќе работат некои други работи, некои пософистицирани медицини. Значи, ако тоа го сванат сега актуелните политичари, и ако ова го гледат, дека тоа што државата инвестира тука, повеќе од половината директно и се враќа одма назад, кој е тој бенефит? И дај Боже сите така да функционира. Тогаш Македонија ќе биде и подобро од Швајцарија. Така да, јас пак ќе речем, едно е зборување, друго се дела и бројки. Значи владата треба да влече потези. Апсолутно. Не само за овој случај. За многу чекат сега на конкретни нели, дела, разврски и акции. И јас би препорачал на сите да не се плашат. Да не се плашат за да донесат нови одлуки, да не калкулират, бидејќи 20 кусур години се нешто калкулира, а ништо не се прави. Треба само да ги следат европските прописи, европските правила, сега слушам преку медиумите се заговара јавно, приватно партнерство, не знам. Цела Англија на тоа се базира. Целата економија нивна на тоа се базира. Значи, може да си изнајмат овие експерти како држава, да си ги како советници, како и да не прават експерименти, него да прават како прават другите. И нема што да се плашат. Ви благодарам за интервјуто. Јас се надевам дека ги одговорив барем тие прашања, а некој имаше ти ексклузивно право да ги дознаеш баш како биле